Петте ловни дена во првиот месец од новата сезона не ги увери ловците дека ќе имат добра ловна сезона. Од теренот стигнуваат информации дека дивиот зајак речиси е истребен и затоа ќе биде потребно на подолг период да се забрани за лов. Причини зошто е така веројатно има повеќе, но основата е во хаосот со концесиите и ловократството, кое во последно време добива загрижувачки димензии. Познавачите на приликите во ловот велат дека со мотоцикли, џипови и трактори но ќе се претресуваат терените и се уништува долгушескиот дивеч. Во таква ситуација не може да биде задоволни ниту концесионерите, бидејќи за празните со дивеч терени никој нема да сака да се зачленува. Најспецифична е пак состојбата со ловиштето кон Пресека, кој оваа сезона остана без концесионер, па истото е препуштено само на себе и на совеста на ловците кои гравитираат кон него. Единствено задоволува бројноста на дивата свиња, за која не сите здруженија имаат дозвола за отстрел. Таквата ситуација е причина првите ловни денови од новата сезона на терен да излегуваат мал број на ловци. Одредени непотврдени информации велат дека во Тушиновско и Облешевско дел од ловците под изговор дека ги шетаат кучињата загари практично ловат во работни денови, бидејќи ловиштата не се покриени квалитетно со ловочуварски служби. И додека полезниот дивеч главно е пред истребување, штетниот опасно се намножува. Примерот со задавените крави и говеда во Пресека, наездата од лисици во селата и присуството на волци во полските терени зборува дека предаторите се охрабриле и во потрага по храна напаѓаат крупен и ситен добиток.